Во развојниот центар на Jaguar и Land Rover инженерите имаат полни работа. Нашата посета беше да ги видиме и да се запознаеме со новите модели кои допрва треба да дојдат на светскиот пазар. Ова до мене е моделот XF кој треба да има своја нова премиера на втората генерација некаде во септември. Овие линии кои ги гледате и шари не се нов дизајнерски концепт на фабриката, туку да се скријат сите оние измени кои се направени на овој модел. Интересно за XF е тоа што ќе биде првиот Jaguar кој ќе понесе 4-цилиндерски турбодизел мотор од 2,2 литри и 200 конски сили, што значи дека Jaguar размислува да ја прошири својата гама возила и се разбира да земе што поголем удел во премиум сегментот на автомобилскиот пазар. Со големата криза се искристализираа повеќе работи во автомобилската индустрија, но најмногу во сегментот на луксузните возила. Jaguar несомнено излегува како голем победник од рецесијата. Минатата година остварен е извоз од 11 милиарди евра, со што Jaguar се класифицира во друштвото на врвните 10 англиски компании. Затоа плановите се амбициозни. Годинава, осем ултраспортскиот XK RS од 550 конски сили, ќе настапи моделот XF, кој ќе биде официјално представен на престојниот Франкфуртски мотор шоу во септември. Оваа лимузина располага со сите атрибути неопходни за пробирливите купувачи. Просторноста, опременоста, квалитетот на материјалите и завршната обработка се на високо ниво. Иако имавме можност да го видиме конечниот изглед на XF, сепак не ни беше дозволено да го снимиме без геометриските шари кои го кријат вистинскиот изглед. Што се однесува на дизајнот, направени се измени на светлосните групи, хаубата, крилата и задниот дел. Во внатрешноста нема поголеми измени. Ергономијата, удобноста и луксузот го водат главниот збор. Големите промени се скриени од погледот и се однесуваат на техниката. Лимузината XF е првиот Jaguar кој ќе се понуди со 4-цилиндерски мотор. Неговото потекло е од Ford, има зафатнина од 2,2 литри и испорачува 190 конски сили. Овој агрегат е впарен со новата автоматска трансмисија со 8 степени на пренос. Спојот дава одлични резултати. Спринтот до 100 км на час се совладува за 8 секунди, постигнува максимална брзина од 240 км на час и во комбиниран циклус на возење бележи завидна економичност со просечни 6,3 литри нафта на изминати 100 км. Ваквиот скор го овозможува 8-степената трансмисија со импресивниот вртежен момент од 450 Нм. Иако располага со голема сила, оваа комбинација произведува само 149 грама CO2 на километар, вредност која исполнува Евро 5 нормата. Постигнатите вредности го оправдуваат решението 4-цилиндрашот да го замени далеку потешкиот V6 мотор од 2,7 литри, чии перформанси се приближни. Чувството за управувачот е извонредно, особено кога се вози во мануелен мод на возење. Електрониката овозможува да се сменуваат преносите за само 200 милисекунди. Подеднакво импресивен е 3-литрениот V6 турбодизел, чија економичност е подобрена во просек за 1 литар на 100 километри. Ова беше само запознавање со новиот XF. Во септември ќе се појави и караванската верзија. За сега нема дефинирана цена, но според понуденото лимузинската верзија би се движела околу 50.000 евра.